време е, како што најавивме пред малку, за шах во нашето студио, на задоволство на сите нас и како директна гостинка на нашата Слободанка. Ја имаме шампионката во категорија на жени во шах во Македонија, Моника Стојковска. Добре ни дојде, Моника, и драго ми е што малку ќе не просветлиш на тема шах, бидејќи јас навистина од дете не сум играла шах, сум ги заборавила и правилата, ама некаде сум слушнала дека иако таму има и крал и кралица, кралицата е многу влијателна фигура во шахот и дека ако ја изгубиш кралицата, си ја изгубил играта. Точно ли е, Моника? Така, кралицата е таа која го брани кралот. Ништо без... Ништо без жените, значи. Ништо без жените. Повелете. Сузана, вистина ја имаме Моника, на која јас, како да кажам, и симнувам капа, со оглед на тоа дека таа е наша шаковска македонска репрезентативка, првенец, прва жена шах во Македонија, меѓутоа имаме и многу награди исто така и надвор од нашите граници, ќе зборуваме за тоа и многу ми е драго што понеделнички си наша гостинка во нашата утринска програма. Добро ве најдов, благодарам на поканата, се радувам дека ќе имаме пријатен разговор за шахот. Со тебе сум сигурна дека тоа ќе биде, но покрај она што сме нели шаховска репрезентативка, имаме и други титули, вокации. Така, јас сум женски фиде мајстор, тоа е шаховска титула, и имам исто така освоено 2 норми за следната повисока титула, женски интернационален мајстор, односно ми фали уште некоја рейтинг граница за да ми се напише и таа титула. Инаку по професија сум дипломиран економист на смерот сметководство и ревизија и работам како економист во компанијата Алкалоид. Браво. И сме секретар во шаховскиот клуб Алкалоид. Така е, да, секретар на шаховски клуб Алкалоид. Така, затоа реков јас, Мони, секоја чест за тебе и ајде сега јас би сакала на почеток малку повеќе да те запознаеме од поблиску. Кога е љубовта кон шахот? Во од која годишна возраст го засакавме? Еве го на масата. Јас, верували или не, почнав да играм шах од својата 4 годишна возраст. Навистина? Да, навистина мала возраст за играње шах, бидејќи обично шахот бара од децата да знаат да читаат и да пишуваат. Но јас успеав некако на 4 години да научам да читам и да пишувам кирилица, а на 5 години научив и латиница и затоа и продолжив на Но некој од семејството играше шах, што еве тебе те се вроди љубовта кон шахот? Не, навистина не, никој не играше шах, мислам моите играат рекреативно, аматерски, меѓутоа не се шахисти. Но кога јас имав 4 години, моите родители сака мене и сестра ми, имам повозрасна сестра, да не запишат на некој спорт. И кога почнаа да не ги набројуваат сите спортови, нас ништо не ни се допадна и буквално последно нешто беше шахот што му текна на татко ми. И така реков, мајде зошто да не? Не однесе во тогашните простори на градскиот трговски центар на Шаховскиот сојуз и кога отидовме таму, навистина ми се допадна. Си седев, си слушав со внимание, со концентрација. Да. Сега многу ме интересира затоа што и ќе зборуваме за тоа, шахот е одличен за развој на менталните способности. Кажавме дека од 4 годишна возраст сме со шахот, сега веќе сме возрастна, девојка прекрасна. Колку тоа влијаеше за твојот ментален развој и во школувањето на училиште, со учењето, затоа што вела дека за шахот на вистина треба еден голем коефициент на интелигенција, но и многу читање книги. Така, да. Обично искуството покажува дека децата кои што одат на шах, бидејќи стекнуваат навика за читање на книги, имаат и многу подобри резултати на училиште, односно се секогаш одлични ученици. Шахот исто така ги подобрува когнитивните способности на детето. Ја подобрува меморијата, да може детето да задржи фокус, концентрација, да седи со трпение, така што многу помага, мислам, дека во развојот на едно дете. И исто така го учи детето дека сека одлука што ќе донесе, потоа треба да се сноси со последиците од таа одлука. Или да го надмине поразот, да знае како да се радува на победата. Мислам дека има многу позитивно влијание во развојот на едно дете. Тоа е многу убаво да го слушнеме, затоа што веќе ги поттикнеме оние кои што, како што кажавме, можеби не сакаат многу да спортуваат, меѓутоа шахот, секогаш сме се прашувале како е можно шахот да биде спортска рекреација. Еве, ајде ќе ни го појасниш ли токму тоа? Секогаш тоа ни е прашалник. Шахот е пред се спорт, бидејќи има и компетитивен карактер. Значи, ние секогаш сакаме да бидеме во партијата попаметни од противникот, за да можеме да го победиме. Но исто така, бидејќи е активност која бара обично на шаховските турнири, партиите траат по неколку часови. Тоа е надпреварувачки дух, сепак. Така, да.
Значи, една шаховска партија на стандарден турнир, како ништо може да трае 4 до 5 часа, а некогаш и повеќе. И токму поради тоа, шахот бара претходна физичка активност, односно физичка спремност, за ние да можеме да бидеме сконцентрирани толку долго време. Така што секој добар шахист, освен шах, и како е физички активен, и како сите можни спортови, еве конкретно ќе го спомнам најдобриот шахист Карлсен кој што игра и фудбал, и голф, од Норвешка, така, да. Значи на сите можни спортови, и бокс за малце, понекогаш и нели тој надпреварувачки дух да се подигне. Кажавме дека физички сме активни, еве во моментот имавме пред малку имавме можност да го погледнеме фитнес студиото на како беше името на Даниел, да, мој тренер. Така, да, баш случајно и се погоди и јас тренирам кај Даниел, мој тренер. Да. Еве гледаме и фотографии од шаховскиот клуб Алкалуит, кој инаку колку години постои? Шаховскиот клуб Алкалуит е основан 1976 година или постои скоро 50 години. Конкретно претходните фотографии беа од кога беше во 2016 година европски шампион на најсилното клубско надпреварување во светот, а 2017 бевме и вице шампиони. Така што имаме бројни освоени титули и трофеи, односно мислам дека буквално се што може да се освои на клубски план, ние како клуб го имаме на вистина освоено. Честитки, нека ви се множат само успесите, еве сме како изгледаме пред шахот, меѓутоа тука го имаме и кај нас на масата, па нешто малку само ќе ме потсетиш како се тоа одеше, не дека јас нешто знам, како што кажа Сузе, навистина немам практикувано шах од помалите години да кажам, меѓутоа сме ги учеле нели кој што како треба да оди, кои се оние фигури, кои како тие, која е нивната улога во шахот. Меѓутоа Сузе се сеќаваш, ние го знаевме Гари Каспаров во нашето време, кој беше еден актуелен шампион светски шампион во шах. Меѓутоа сега имаме нови имиња. Но сакам да кажам дека во тоа време некако поинтензивен беше шахот и ние повеќе или медиумски повеќе се зборуваше за шахот. Дали фали тоа еве и кај нас во последно време? Па искрено мислам дека од короната наваму шахот и како доби на популарност, бидејќи луѓето седеат дома и некако во тој период кога ништо не се случуваше, шахот ја има таа предност што може да се игра онлайн, за разлика од другите спортови кои што не се достапни. Да, така е. Дури ние како шаховски клуб Алкалуит во времето на короната, часовите кои што ги држаат тренерите со јуниорите беа онлайн, не беа со физичко присуство. Така што мислам дека короната некако и придонесе за зголемување на популарноста на шахот и во светот и во Македонија. Ние на пример еве конкретно како нашата јуниорска школа на шаховскиот клуб Алкалуит, имаме уписи обично секој септември до октомври со нови јуниори. Кој сака може да се запише на шах? Во принцип од 7 до 12 години сметаме дека како најадекватна возраст за некој дете да почне да учи шах. Нели за да знае да чита, да знае да пишува. А на 12 повеќе да ги развиваме, кажавме менталните способности за понатака во развојот. Да, меѓутоа нормално дека зависно и од нивото на знаење на детето, примаме и по возрастни, меѓутоа кој што над 12 веќе за почетник е малци можеби голема возраст, да кажам, да. Но нашите простори во Скопје, морам да кажам дека сме многу горди на нашите простори во Скопје, бидејќи работат секојдневно, таму работат реномирани шахисти, велемајстори, тренери на шаховскиот клуб Алкалуит со јуниори во различни категории и имаме доста деца кои што гледаме дека на вистина се иднината можеби на македонскиот шах. Тоа ме радува на вистина. Да. Сега, кој во репрезентацијата сме први како жена, да кажам? На прва табла играм, на прва табла, а кај машките, кај мажите, кој е? Па машката прва табла оваа година беше конкретно Никола Николовски. Сте играле заедно? У принцип, ние мажи и жени најчесто играме на некој турнир во забрз шах, бидејќи конкретно државните шампионати се поделени во машка и во женска конкуренција. Исто така и тој дел да го напоменам дека јас сум нели државен шампион во женска конкуренција, меѓутоа исто така наш шахист од шаховскиот клуб Алкалуит е државен шампион во машка конкуренција за 2023 година. И во 2023 бевме и екипни шампиони и во машка и во женска конкуренција, бидејќи тоа се два турнири, еден во машка, еден во женска конкуренција.
Да не заборавам да напоменам дека и минатата година ни беше прилично успешна, бидејќи екипата на шаховскиот клуб Алкалоид учествуваше на светско првенство за шахисти над 50 и над 65 години, кои се одржа тука. И го освоивме високото 5-то место. Браво. Да, тоа е навистина успех, бидејќи таму учествуваат репрезентации со светски шаховски докажани имиња. Сега ме интересира за тебе надвор од границите какви награди имаме добиено. Јас освен што бев на почетокот државен првак на Македонија во сите јуниорски категории, бидејќи јуниорските категории се поделени до 8, 10, 12, 14 до 18 години и секоја година представував државата на европски и светски првенства и таму имав одредени, например, во први 15 места освојувано. Никогаш не сум била во први 3 бидејќи тоа е навистина претешко. Меѓутоа за нас за Македонија успех и да бидеме во први 15 места. И тоа голем. Да, верувам. и тоа имам успеано да го направам. Понатаму од 2009 континуирано сум член на женската шаховска репрезентација и како член на женската шаховска репрезентација и ги имам освоено и титулата женски федамајстор и сите 3 норми за интернационален мајстор ги имам освоено на Олимпијада и на Европски игри за женската шаховска репрезентација. Браво. Да. Навистина ми е драго што ова го слушам, но сигурна сум дека ќе освојуваме награди и понатаму и ќе одиме на некоја повисока Тоа е целта, позиција. да. Тоа е Сигурна сум целта. дека тоа е целта кај тебе. Сега еве го шахот. Ако ништо друго, барем малку ќе се потсетам, знаеме, нели, ова се пешаците, како беше... Така, ова Да. се пешаците, бели и црни пешаци, значи тие може да се движат по едно или по две полиња само на почетокот. Да, после тоа само по едно, да. Така? Да. Сега она што, нели, кажуваме, знам дека кралот и кралицата во кој време можеше да ги движиме? Кога? Значи може било кога да ги движиме кралот и дамата, но нели мора да има простор за движење. Например, сега кралот може да дојде само на ова поле, дамата може да дојде само на овие две полиња. Значи мора пешаците да им дадат простор на фигурите да се движат. Ајде малку нешто да ни раскаже сега за тоа. Токму така, ова се пешачи, улогата на шаховските фигури. Па во Еве, ние различниот пропешачивме малку. Да, во Така? различен дел од партијата фигурите добиваат различна важност. Нормално и зависно од поставеноста на позицијата, дали е од отворен или од затворен карактер. Например, конкретно за кралот. Кралот на почетокот од партијата добар дел се брани, односно некако се штити и гледа да што побрзо да рокира за да биде заштитен, бидејќи противничките фигури ќе го нападнат и ќе го матираат. Јас можам тука да Например, дојдам, вакви но ќе потези направам некоја, ги да кажам, сметаат за лоши потези. лоши потези, така, да. Сакав да кажам, но еве добро. Бидејќи кралот треба да биде заштитен, односно фигурите да го Ајде штитат се кралот. вратам назад, добро. Да, например, може да се развие коњот, а понатаму целта е да се развие ловецот и што побрзо кралот да може да рокира, да биде заштитен. Така. Потоа треба дамата да влезе во игра како главна фигура во средишница, во средишниот дел од партијата. Кралот својата најголема важност, верува или не, ја добива во завршница кога има мал број на фигури. Шахмат, какво е чувството кога ќе каже шахмат? У принцип на официјални турнири не кажуваме шахмат, бидејќи е потполна тишина во салата, да, замислете во сала со 2000 надпреварувачи секој да Па кажува. би било интересно да каже шахмат, јас си победив. Не, да не, се не. пофали. Не. Се шегувам. Ај нормално на такви турнири каде што играат реномирани шахисти, воопшто не ни чекаат да бидат матирани, него минимум 5 потези унапред се предаваат. Но не е убаво чувството да си матиран, нели? Не е убаво, навистина не е убаво, но на високо ниво и ретко кога партијата завршува со мат. Да, обично повеќе се води стратешка борба. Сега ме интересира и на крајот овие минутки да ги искористиме колку време сме со шахот во текот на денот, во текот на неделата и слично. Јас сум вработана, така што имам работни обврски секојдневно од понеделник до петок, да. Но времето после работа, секој слободно време, гледам минимум саат-два да поминам со шахот, дали играјќи на пример онлайн партии, бидејќи сега тоа не го дозволува технологијата, дали читајќи одредена книга или подобрување на некои делови од мојот играчки шаховски аспект. Но за време на викенд, например, гледам да посветам многу повеќе сати за шахот, да. Колку е потребна меморијата во врска со шахот? Кои потези треба да ги помниме најмногу? Многу. Затоа и шахот се вели дека е спорт на младите. Заради тоа што и како е потребна и концентрација и меморија. Обично отварањата, почетниот дел од партијата е нешто што шахистот треба да го знае минимум. Да ја вратиме меморијата назад. Да. Но таа меморија е повеќе
шематска. Тоа значи дека те учи да размислуваш и на некој шематски начин, односно да можеш да ги визуализираш работите. Па така и на пример јас знам на училиште или било каде не ми било проблем да запамтам нешто, бидејќи со визуализација многу полесно сум ги памтала работите. Материјалот што го пренесуваат на училиште. А на тоа баш шахот нема научено, да. Кога сме кај шахот, еве сега јас ако играм вака, што правиме? Што ќе биде следно? Ништо, еве јас можам да изиграм на пример вака и сега загрозувам со ловецот да го земам пешакот. Добро, и го земаме пешакот, така? Да, меѓутоа во шахот е многу битна и така наречена материјална еднаквост, односно да имаме изброј на пешаци и изброј на фигури. Доколку некој има помал број на пешаци на фигури, да се поздравиме. Се смета дека стои послабо, бидејќи во одреден момент ќе те напаѓа, еве наједноставен пример за сите да го разберат, тој ќе те напаѓа со 3 фигури и ти ќе се браниш со 2, не можеш да се одбраниш. Што значи дека овие се сите мои лоши потези, да напоменам, нели нормално. Да. Меѓутоа, ако ништо друго да ги запомниме, еве, на топот како беше потегот? Значи топот оди само по вертикали, хоризонтали, но мора да има отворен простор. Отворен значи прво би морало да се придвижи пешаковот за да се движи и топот. Топот. Да. Да. Значи мора да му отстапиме простор за да дојдеме. Топот обично е фигура која што чека да дојде завршница. Обично во завршница ја добива својата улога. Так. Меѓутоа кажавме дека Суза еве на крај уште еднаш ќе го штити кралот цело време, поентата главната. Така, да. Многу ми беше задоволство со тебе да разговарам. Јас само сакам кратко да, секако. Колку факторот среќа е тука битен и пресуден и дали има можност за унапредување со како знаеме дека од година во година многу нешта се олеснуваат, еве кажавте дека имате можности за онлайн играње шаховски надпревари, па колку има можност да се унапредува оваа игра? Мислам дека факторот среќа не е толку пресуден фактор во шаховската игра. Овде шахот се учи преку читање на шаховски книги. Значи едноставно кој прочитал повеќе книги, така е, да. Кој запамтил повеќе работи, кој подобро сватил логиката на нештото, начинот на размислување, аналитичкото размислување, тој ќе победи партијата. Многу мал фактор е факторот среќа во шахот. Колку мрзи да чита книги, фудбал може да игра. Така е, да. И мене затоа шахот многу ми се допаѓа бидејќи во принцип на партијата се зависи од мене. Значи јас ако донесам добра одлука ќе победам партијата. Ако донесам лоша одлука ќе изгубам и само јас сум виновна за тоа. Не можам да кажам немав среќа. Сега сакувам само многу победи и успеси на шаховскиот клуб Алкалуит и многу благодарам што бевте дел од утринската програма. Ви благодарам на вас за поканата.